Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Добро утро, почитувани гледачи, срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Започнуваме ова наша утринска програма, денеска, понеделник, 18 април 2022 година, 108-миот ден во годината или уште 257 денови не делат од почетокот на новата година или од крајот на нова година. Како е да е, денеска сам на релативно студен ден во Кавадарци, тоа веќе се почувствува уште вчера, синоќа, така да како што објавивме во минатите емисии дека од денеска ќе имаме драстично опаѓање на дневната и ноќната температура. Во Кавадарци моментално е +3, меѓутоа се чувствува како да е -2. На околните ридови се гледа снег, така да еве на повисоките места во текот на ноќта ни падна уште една снежна покривка. Облечете се топло ако излегувате надвор во продавница по леп или одите на дуќан, на пазар, бидејќи е навистина свежо. Примитив утрово, жените носат и рокавици, мажите дебели капоти зимски, бидејќи е навистина студено. Како е да е, денеска сонцето изгреа во 5 часот и 48 минути, а ќе зајде во 19 часот и 15 минути. Во Кавадарци, утрово, според мерната станица за квалитетот на воздухот, соопштува дека денес, утрово, во Кавадарци воздухот е чист. Иако многу шпорите се запалени, меѓутоа, бидејќи дува северен ветер, така да ветерот го прочистува воздухот над Кавадарци и во Теквишијата. Значи, денеска, почитувани гледачи, како што ни кажува и самата прогноза, ќе имаме претежно облачно и студено со повремени врнежи од дожд, а на планините и на некои повисоки места од снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец кој долж по Вардарието краткотрајно ќе се засилува. Според УХРМ, значи Управата за хидрометеоролошки работи од Скопје, соопштува дека денеска ќе имаме, односно утрово имавме ниски температури под нулата, како што овде ни се кажува во крајно западните делови од -2 до 3 степени, во Скопската котлина ќе биде до 9 степени ќе достигне температурата, иако тоа се менува од час во час. Во Комановскиот ќе има дожд од 2 степени до 7, Беровскиот од 0 до 4, тој регион, Теквишијата ќе биде до 9 степени, и исто така и во Гевгелискиот регион, во Пелагонија ќе имаме од 2 до 6, и во Охридскиот регион од 3 до 7 степени. Значи, релативно ниски температури во овој дел од годината. Што се однесува до утрешната прогноза, исто така ќе бидат уште по-ниски утринските, до -4 ќе паднат, а дневните се полека ќе се качуваат, но тоа ќе оди постепено, значи променливо облачно со сончеви периоди, претежно во планинските подрачја ќе има локални врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Значи и утре ќе биде слична температурата, но во следните 3 дена, значи вторник, среда, четврток, полека температурите ќе се покачуваат, така да утринските ќе бидат се уште ниски, ќе има минус, но дневните ќе одат нагоре од 16, па тамо во вторник, во среда 20 и 21 во четврток. Така да во текот на другата, односно нова седмица, од половина на ова седмица, од среда па натаму, дневните температури ќе се покачуваат. Како е да е, се наоѓаме во април месец, точно е дека влеговме во пролета, но се уште овие температури се ниски за овој дел од годината.
Ке ја пратиме временската прогноза и на време ќе ви информираме, почитувани гледачи, во нашите наредни емисии. Од Автомотосојузот на Македонија јавува дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по влажни коловози, бидејќи во текот на ноќта паѓаше дожд, така да интензитетот на сообраќајот на платните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Автомотосојузот на Македонија информира да се вози внимателно, прилагодување на брзината според движењето на патиштата, односно состојбата на патиштата, и да се почитува патната сообраќајна сигнализација која е поставена. Да се внимава на одроните, на патните правци кај што има клисори, зашто таму може да изненади отеднаш одрони, камења и така натаму. Работи на патот, има неколку активности градежни кои се изведуваат на поедини делници во нашата република, во нашата земја, затоа внимавајте на поставената сигнализација и почитувајте го редот, бидејќи често пати се вози по една коловозна лента кога се изведуваат овие градежни зафати. Сега да не ви читам, зашто има многу такви градежни зафати кои се обавуваат на локални или патишта, автопатишта во нашата држава. Во рубриката на денешен ден, почитувани гледачи, денеска, како што спомнав, е 18 април, понеделник. Еве во светски рамки што се случило, нешто ќе ви пренесам. Има многу настани, но нешто што е можеби поинтересно. Во 1882 година во Лондон е роден Леополд Стоковски, американски диригент со потекло од Полска, пропагатор на современата музика, еден од најголемите диригенти на светот во 20 век. Умрел во Хемишаир, Англија на 14 септември 1977 година. Еве една катастрофа која се случила во 1906 година на денешен ден. Силен земјотрес го погодил Сан Франциско во Соединетите Американски држави, град кој тогаш имал 400.000 жители. Бил срамнет со земјата, голем број од тој град, квартови биле срамнети со земја, загинале над 700 луѓе. По првиот потрес следел друг со иста сила, а стихијата го уништи тоа што преостанало. За 3 години е изграден нов и поголем град на Пацифичкиот брег. 1909 година во Скопје е роден Аспарух Хаджи Николов, македонски музички педагог и композитор. Тој припаѓа на постарата генерација македонски композитори кои целокупната композиторска дејност ја насочува кон негување и музика, обработка на македонски народни песни. Умрел во Скопје на 11 август 1980 година. 1941 година со одобрение на Хитлеровата врховна команда, единиците на 5-та бугарска армија со 6-та и со 7-та пешадиска дивизија ја започнале војната окупација на Македонија од страна на бугарската војска. Тоа се случило 1941 година. 1942 година американската авиација прв пат го бомбардира Токио. За време на Втората светска војна. 1954 година Гамал Абдел Насер станал премиер и воен гувернер на Египет. Ја се сеќам за овој политичар, Гамал Абдел Насер. Одем понатамо да ви пренесам уште некои интересни факти, настани кои се случиле во текот на минатото, но на денешен ден се обележени. 1955 година во Пристон умрел Алберт Ајнштајн, американски физичар, евреин од германско потекло, наистакнат теоретичар на новата епоха во физиката. По доаѓањето на Хитлер на власт, Ајнштајн се откажа од германското државјанство и заминал во Америка. Покрај општата теорија на релативитетот
го објасни и законот на фотоелектричниот ефект со помош на квантата теорија и за тоа во 1921 година ја добива Нобеловата награда за физика. Роден е во Улм на 14 март во Германија, секако 1879 година. Значи, на денешен ден, 1955 година, починал Алберт Ајнштајн, познато име во светски рамки. 1918 година Јужна Родезија под името Зимбабве станала 50-та независна држава во Африка. На денешен ден во Скопје починал Софре Штеревски, новинар на Радио Скопје, еден од најпознатите македонски хумористи и сатиричари, автор на повеќето книги за деца. Роден е во селото Лавчани, Кичевско на 20 април 1949 година. Еве, уште еден податок. Во 2007 година најмалку 32 работници загинале во една челичарница на северистокот од Кина, кога пукнал голем сад во кој се наоѓало 300 тони течен метал. Несреќата се случила во градот Тиелинг во провинцијата Лианинг. Ете, тоа беа некои од настаните кои се случиле или се запишани во светската историја, значи настани кои се случиле на денешен ден 18 април. Почитувани гледачи, тоа беа почетните сервисни информации. Сега одиме со песна, а потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Еве не повторно назад во емисија, во живо, почитувани гледачи. Само да спомнам за луѓето, односно за оние кои ја пратиле нашата емисија, последната емисија што имавме во петок. Еве, според она што Facebook ми го дава, да спомнам дека сме имале гледачи навистина не само од Македонија, туку од многу држави во светот. Еве, по региони, значи најмногу секако имаме од Македонија.
Međutim, po regioni vo Makedonija Čajere na prvo mesto. Očigledno Čajere gopvak je celioskopski region, potoka Vadarci imame, centralna Srbija, Negotino, Struga, Bosna i Hercegovina, Hesen, Jambol, Bugarija, Vojvodina, Republika Srpska. To se znači regioni, imame vo Makedoniji i drugi regioni, kako je pozdrav do Kočani, do Kolešino, do Negotino i do mnogo drugih mesta na luge koji ne sledat i pratat ova naša utrinska programa. Eve po državi, znači Makedonija na prvo mesto, najmnogo procenti, Srbija, Germanija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Bugarija, Švajcarija, Amerika, Avstrija, Montenegro, znači Crna Gora, Holandija, drugi državi Facebook ne registrira momentalno koga se sledi vo živo, no zato podocna mnogo naših gledači koji danas se narabota ja sledati emisijata kako snimak, znači kako snimena emisija na naš kanal, YouTube kanal Glasot na Nadešta, Radio Glasna Nadešta i na Facebook stranata Radio Glasna Nadešta. Tako da vi blagodarim počtovani gledači što je sledite našta programa i vi pokanovam da i vi se vključite so vaši razgovori, sovjeti, ispratitini recepti za zdrava hrana nije ki gi spodelime, da gi ima, da gi slušnati i ostanatite naši gledači širom celiot svet. Eve, продолжуваме сега со рубриката Капки на мудроста и кратка утринска приказна. Еве, за ова утро приготвив неколку капки на мудроста, што верувам ќе бидат интересни за сите нас, почитувани пријатели. Неволите воглавно ги создават оние кои ништо друго не создаваат. Еве, некој тоа го запишал и сигурно го искусил, но има навистина вистина во ова изрека. Неволите воглавно ги создаваат оние кои ништо друго не создаваат. Најпразен човек на светот е оној кој е пон со себе. Ете, најпразен човек на светот е оној кој е пон со себе. А тоа е многу опасна работа, ако сме полни со себе. Тоа е вид гордост, а гордоста е пречка за многу други работи кои може да не се случат во нашиот живот. Поради гордоста, Луцифер, еден од најмокните ангели на небото, се претворил во ѓавол, отпадник и бил исфрлен од милоста Господова, односно од самото небо. Старата заблуда е секогаш попопуларна од новата вистина. Прави добро, па се надевај на добро. Иако некој рекол дека не е тоа баш така, меѓутоа сепак да правиме добро. Знам дека понекогаш направи 99 добра, можеби во едно ќе промашиш и луѓето ќе се држат за тоа едното, но сепак еве ние да правиме добро колку стои до нас. Човекот се плаши од староста, иако воопшто не е сигурен дали ќе ја дочека. Навистина е така. Многу луѓе не ја дочекале староста, а се плашат уште во младоста како ќе биде за време на старост. Затоа да не се плашиме, секој ден си носи и добро и лошо. Колку ни е векот одреден, толку ќе живееме. Меѓутоа, човекот вели се плаши од староста, иако воопшто не е сигурен дали ќе ја дочека. Староста на сите нам ни е единствената сигурна иднина. Значи, староста на сите нам ни е единствена сигурна иднина. Уште во младоста треба да го отсечеш стапот на кој ќе се потпираш во староста. Еве некој тоа го напишал. Кога сиромаштијата ќе влезе на вратата, љубовта излегува низ прозорец. Навистина има многу случаеви кога ќе се појави сиромаштво во семејството. Многу бракови се раздвојуваат затоа што не може да го проголтат или да го поминат тој чекор кога ете во моменти кога е немаштија или нема. Но ако има љубов, ќе се опстане во тој брак. И затоа вели кога сиромаштијата ќе влезе на врата, љубовта излегува низ прозорецот. Лесно е да се биде дарежлив со туги пари. Наистина има луѓе кои со шаки дават, но не нивни пари. Туку може би се од буџетот, односно од некоја фирма и така натаму, но сепак лесно е да бидеш дарежлив со тој пари. Уште една капка на мудроста, колку повеќе даваш, толку повеќе имаш. Тоа е библиска порака. Исус рекол, подашната рака бива богат. Или пак, она рака која дава, секогаш е одзгора. Да, бидејќи тој што прима раката свртува вака, а тој што дава озгорно. Како е да е? Библијата вели кога ти дава десницата, да не знае
levicата, во смисъл да не се фалиме, бидејќи има некој кој не гледа, а тој Бог кога ние на некого помагаме или му подаруваме нешто. Ајде да проследиме сега кратката порака, подготви се за се. Подготвен за се. Браќа, во името на милоста Божја ве молам, подајте ги телесата ваши на жива жртва. Римјаните 12 глава 1 стих. На една стара римска монета бил отиснат лик на вол, поставен меѓу плуг и жртвеник, со следниот надпис: подготвен и за двете. Со каков дух треба да се карактеризира секој вистински христијанин, подготвен за служба и за жртва? Откупени преку непроценливата Исусова крв, ние повеќе не сме господари на нашата душа и тело, туку тие му припагаат на нашиот откупител и Господ. Затоа ние треба да му служиме на Господа, доброволно принесувајќи ги нашите тела на олтарот за посветување. Еве еден вистински пример на подавање на телото за жива жртва. Еден мисионер отишол да сведочи во Западна Индија. Но видел дека не може да им сведочи на луѓето, зашто тие по цел ден биле принудени да работат, а навечер биле толку изморени и исцрпени што не го слушале неговото проповедање. Почнал да размислува што да направи. Низ мислите му поминал стихот од Римјаните 12:1 и решил да превземе драстична мерка. Се продал како роб на еден собственик на плантажа и заедно со индијанците заминал да работи полска работа. Така, иако под необични услови имал можност да стапи во контакт со индијците, а со тоа и да им сведочи за Христа. Тој, иако го загубил својот живот заради Евангелието, го нашол пак во срцата на многу луѓе што ги довел при Христа. Ако си задоволен само со тоа што Бог ја спасил твојата душа, а телото себично го чуваш за себе, не подавајќи го за жива жртва на Господа, прими ја сериозно денешната порака. Значи, во почетокот го видовме примерот со волот. На таа римска монета бил отиснат лик на вол, на кој пишувало подготвен и за двете, и да ора, но и да го закола, да биде жртва. И во вториот пример го видовме овој мисионер, кој го читал текстот од Римјаните 12:1, браќа, во името на милоста Божја ве молам, подајте ги телесата ваши во жртва жива. И тој го сватил на вистина сериозно овој текст и отишол таму во Индија да проповеда, меѓутоа луѓето биле уморни, работели како робови, како слуги, и тој се дал како роб. Се продал фактички. И таму како роб сепак имал прилика да се доближи до индијците и да им проповеда за Христа. И тој бил радостен и среќен што можел да го представи Исуса ете и на таа група на луѓе. Затоа и ние да бидеме денеска подготвени за се. Може би Бог не ја бара нашата душа, односно животот да го жртвуваме за Господа, но да одвоиме 1 час, 2 часа дневно или колку што можеме и да проповедеме, да отидеме, да поделиме некој трактат, да дадеме некоја книга, да звониме на некого, да му пратиме порака на храбрување, да споделиме, еве ова емисија да споделите на вашите ѕидови, на вашите социјални мрежи, дали на Инстаграм, на Фејсбук или на Вибер, испратете некоја порака до некој ваш пријател, сакан, почитуван, да и тој се информира, да и тој ја добие вистината, таа духовна храна која ни е потребна постојано, секојдневно, како што се храниме физички 3 пати или 5 пати на ден, потребно е и духовно да се храниме, да проучуваме, да се молиме и на тој начин да ја одржуваме нашата вера во Господа. Еве, тоа беа овие две кратки делови од нашата емисија, Капки на мудроста и кратка утринска приказна. Одиме повторно со песна, а потоа ќе се вратиме повторно во емисија. Mali uši pazete što slušate,
Продолжуваме со утринскиот текст, утринската порака, што ова утре го наоѓаме овој текст во Псалмите, Давидови 55 глава, 22 стих. Да ги подкрепи натоварените. Довери му е на Господа сета своја грижа и тој ќе те подкрепи. Не ќе остави никогаш да се сопне праведникот. Навистина, убав текст за овој ден кој Господ и денес ни го подарува, да ја довериме сета наша грижа, сите наши проблеми, сите наши цели кои ги поставуваме да бидат одобрени од Господа. И тој вели ќе те подкрепи, не ќе остави никогаш да се сопне праведникот. Во еден скромен делокруг, Божи соработници може да бидат и најслабите и наједноставните и да уживаат во утехата на неговото присуство и потпората на неговата благодат. Тие не треба да се оптоваруваат себе си со деловни тешкоти и непотребни грижи, туку од ден на ден вредно да работат и да ја извршуваат задачата одредена од Божито провидение, а за нив ќе се грижи тој. Божјата грижа е над сите негови созданија, тој ги сака сите и не прави никаква разлика, со исклучок на тоа што за оние кои мора да носат најголемо животно бреме има најнежно сочувство. Изнесете му ги на Бога, сите своји потреби, своите радости, своите таги, своите грижи, своите стравувања. Вие не можете да го преоптоварите, вие не можете да го заморите. Оној што ги изброил влакната на вашата глава не е рамнодушен кон потребите на своите деца. Изнесете му го се оно што го збунува вашиот ум. Но оној кој во својата рака ги држи световите и управува со сите работи во вселената. Ништо не му е премногу тешко да го носи. Се што е поврзано со вашиот мир, за него ништо не е премногу незначително за да го забележи. Нема ни едно поглавје во нашето искуство што за него би било премногу мрачно да го чита. Нема проблем кој за него би бил премногу тежок да го реши. Нема несреќа што би го снашла најмалечкото негово дете, нема грижа што би ја мачела душата, нема радост што би разгалила, нема искрена молитва што би полетала од устните, а нашиот небесен Отец да не ја види, веднаш да не се заинтересира. Тој ги исцелува ранетите души и ги преврзува нивните рани, вели псалмиста Давид во 147 псалом 3 стих. Односот меѓу Бога и секоја душа е толку личен и целосен, што се чини дека нема нито една друга душа на земјата да го дели со неа неговото грижливо внимание, нито една друга душа за која би го дал својот сакан Исус, сакан Син. Господ не става на никого товар кој тој не би можел да го носи. Тој го оценува секое бреме, пред да го стави на срцето на оние кои работат заедно со него. Нашиот полн со љубов небесен татко му зборува на секој свој работник. Фрли го на Господа своето бреме или стави го на Господа своето бреме и тој ќе те подкрепи. Носителите на товарот треба да знаат дека тој ќе го понесе секое бреме, големо или мало. Вистина прекрасни совети, прекрасни упатства, врз основа како коментар на овој текст што го денеска читавме во Псалам 55:22. Но понекогаш, почитувани гледачи, ние навистина сме чудни како луѓе. Господ вели, донеси го своето бреме, твоето бреме и моето, да го дадеме на Господа, а ние си го задржуваме. Ова ме подсетува на еден пример кој го прочитав, во кој се вели дека еден човек патувал со кочија, со запрега, со коње. Бил упатен кон едно село и така додека се возел, наишел на еден друг човек кој одел пешки поред патот. Кога се доближил до човекот, му рекол: Господине, ајде качи се на колата и јунака јас одам кон тоа село, па заедно ќе патуваме. Човекот бил многу љубезен и оној патникот се заблагодарил и рекол: ти благодарам, и се качил на колата. Седнал поред него и така почнале да зборуваат, упатувајќи се кон соседното село. После неколку минути домакинот, кочијашот, му вели на оној гостинот, односно на човекот, на патникот кој се качил до него и седнал: Господине, симнете го ранецот од грбот, ставите го позади во колата, и онака колата не носи сите нас. Што мислите, дали овој патник го симнал ранецот? Не.
Той рекол, благодарам Господине, но сепак јас ке си го задржам ранецот на грбот. Ова ме подсетува токму на денешната порака. Бог вели, довери му ја, стави ја својата грижа. Својот ранец пон со проблеми, ајде да го предадеме денеска на Господа, почитувани пријатели. Зошто да го држиме на грб, кога Господ има решение да ги реши проблемите? Или пак, тој ќе ги носи со нас. Тоа бреме ќе ни биде многу полесно. Исус вели, јас ќе ви дадам друго бреме, друг терет, но тој терет ќе биде многу поблак, многу полесен. И затоа читавме овде на крајот, како писателот вели, Господ не става на никого товар кој то не може да го носи. Тој го оценува секое бреме пред да го стави на срцето на оние кои работат за него, заедно со него. Нашиот Бог, пон со љубов, небесен татко, зборува на секој работник, стави го на Господа своето бреме. И тој ќе те подкрепи. Носителите на товарот треба да знаат дека тој ќе го понесе секое бреме, дали е големо или мало. Денеска ќе имаме проблеми, ќе имаме бремења своји, бидејќи секој ден се носи и добро и лошо, но затоа да препуштиме се во рацете на Господа. Овие текстови, почитувани гледачи, може да ги најдете во Библијата, во Свето писмо. Ако се уште немате ваше собствено Свето писмо или Библија, ние ви стоиме на располагање, пишете ни, а ние ќе ви спратиме убав примерок, бесплатен секако на Новиот и Стариот Завет, писмо или Библија да имате и вие во ваша собственост. Исто така можете да изучувате Библијата по дописен пат, посед повеќе курсиви, еве ние сега во рекламата ќе ви препорачаме, значи дописен курс преку вашите компјутери, онлайн, без да одите во пошта, само дома ќе може да читате и да ги испраќате лекциите, ќе добиете одговор, односно одговорите на вашите прашања, ќе ги испратите по интернет и така ќе ги изучите овие основни вистини на Свето писмо. Да видиме сега рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсиви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почнуваме повторно со нашата емисија, почитувани гледачи. Вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Посебен поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо ова наша програма. Во продолжение зборуваме за библиски личности. Овутро се одлучив да кажеме неколку реченици, неколку зборови за еден човек од Стариот Завет кој е запишан во книгата до Судиите. Станува збор за Гидеон или Гедеон. Тој бил старозаветен патриарх и судија на Израел. За неговиот живот сведочи книгата до Судиите, може да читате, исто така и апостол Павле го спомнува во оние хероите на верата како човек за пример на верата. Навистина, Гедеон е интересна личност, како што бил и Самсон и други Божи луѓе, кои навистина во својот живот чврсто му се држеле заветувањата на Господа Исуса Христа. Гедеон е син на Јоаш од племето Манасиево. Поради гревовите или моралната опаѓаност на израелскиот народ, секако имале и политички немири кај евреите, бидејќи се поделиле на жалост
Само сакав тоа да го спомнав пред да отидеме понатаму да кажеме нешто за Гедеон. Кога влегле во витената земја, Бог им рекол подобро да бидете монархија, да едноставно да не бидете монархија, туку теократија да владе со вас. Значи Господ да владе со преку судиите и пророците, но тие рекле сакаме монархија. А монархија значи да имат цар, да имат водач, тој да управува со народот. Меѓутоа Бог им рекол добро, одберете си вие, но ако бидете монархија, ќе плаќате данок, ваше деца ќе одат во војски така натаму и затоа тие рекле сакаме да бидеме како околните народи кои имале водач, крал или цар. И знаеме дека го одбрале првиот цар во Израел бил Саул. И за него зборувавме во минатите емисии како поминал и на крајот загинал на бојното поле. Значи, Бог имал подобри намери и планови за својот народ, да биде теократија. Тео значи Бог да управува преку судиите, преку пророците и така натаму. Но сега се случиле и политички поделби кај евреите во ветената земја во која се нашле. Мадијанците и другите непријатели нивни од исток постојано ги напаѓале израелците, им го краделе житото, им го палеле. Значи, се она што секако тоа Бог го дозволувал за да се освестат, да разбере дека не можат сами да живеат без Божје присуство и заштита. Од година на година биле напаѓани, им го палеле полето, им ја краделе стоката, ги ограбувале богатството и знаеме во една прилика подосна Самсон што ќе направи со тие филистејците и другите незнабожички народи, ким го и тој пали нивното жито, и тој ким прави проблеми така натаму, но за Самсона сме зборувале во минатите емисии, почитувани гледачи. Но како е да е, во голема мерка израелците биле сиромашни затоа што ќе посеат жито, а другите ќе им го запалат или ќе им го украде и така натаму. Биле постојано под некој стрес. И Бог го подигнал Гедеона, храбар човек кој навистина застанал на правата вистина. После 7 години од своите маки, од нивните маки ги избавува Гедеон, храбар Божи војник, како што и самото име му зборува. Неговите двајца постари браќа загинале во разни борби кои ги имале со непријателите на Израел. И затоа Гедеон сватил дека не може со своја сила да се бори против непријателот. Тој се предал во рацете Господови. Го повикал народот на молитва. Гедеон со една помала група на војници извел успешни ноќни напади на мадијанците. Секако тоа било со помош на Господа. Славата на тој Гедеон што е постигнал се проширила по целата земја и народот му бил благодарен и сакале да го направат цар, односно да биде водач на нивниот народ. Тој навистина го одбил тоа, зашто не сакал да им служи на таков начин на луѓето, односно да луѓето едноставно му се клањаат како некој бог, како некој водач. Тој сета слава ја припишал на Господа. Тој само се чувствувал како инструмент во рацете на Бога да биде негов слуга. Земјата под негова управа напредувала 40 години. Читајте за неговиот живот во книгата на Судиите, ќе видите дека за негово време превладувало мир во Израел. Народот повторно воскреснал духовно, но и физички. Значи, летнината што ја саделе и што ја собирале имале за живот, така да под негова управа земјата навистина напредувала 40 години и како благослов Божи кон Гедеона доживува длабока старост, оставајќи за себе околу 70 синови. Неговиот син Авимелех е познат во Библијата. Гедеон е познат како противник на боговите или на богот Баал или Ваал. Тој уништил многу жртвеници на незнабожички богови, на кои пренесувале жртви во чест на паганските богови. Дури ги пренесували своите деца незнабожците. И на жалост, и дел од израелците прифатиле таков стил на обожавање на тие богови земски, како што е богот Ваал. И затоа Гедеон оставил длабок трак
во Библијата, во Стариот Завет, во книгата до Судиите. Нека тој биде за нас инспирација да навистина бидеме и во лошо и во добро на Божја страна, да бидеме храбри, не да се бориме физички, туку да бидеме духовно јаки. Во тоа време потребна била и физичка борба, да опстане Божјиот народ. Но Господ ги водел, иако понекогаш Господ дозволувал да дојдат такви неволи, да се освестат, да разбере дека без Бога не можат ништо, да разбере дека Бог имал многу подобри намери за нив во новата земја која ја наследиле. Но грешната природа ги влечела постојано назад самите израелци. Одиме понатаму со песна, почитувани гледачи, а потоа ќе се вратиме повторно во нашата емисија. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Вие следите емисијата на радио Глас на надежда, утринска програма која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува рубриката да ја запознаеме нашата земја, нашите градови, села, водопади, планини. Денеска ќе кажеме неколку зборови за едно мало градче од истокот, а тоа е градот Пехчево. Пехчево се наоѓа во крајниот источен дел на Македонија, во областа Малешевија, оддалечено 10 км од северно од Берово и 27 км јужно од Делчево. Околу 20% од територијата на општина Пехчево се обработливи површини, а останатиот дел се пасишта, шуми
i drugi vidovi na zemljište. Pehčevo se naoѓа на 1000 метри надморска височина и по Крушево представува вториот највисок град во Македонија. Минатото лето беше Пехчево погодено и Делчево, та регија од нашиот дел на Македонија со големи пожари. Сеќавате, верувам, почитувани гледачи, кај што и лјадници, квадрати, борова шума беа уништени. Како е да е, Пехчево е едно мало убаво градче, кај што природно е многу здраво, зашто има чист воздух, како што спомнав, 1000 метри надморска висина. Ево уште неколку интересни информации за овој град. Според преданијата се вели дека Пехчево го добил името по некои печки кои биле сместени под падините на планината Буковик. Овие печки биле поставени заради рудниците кои што се наоѓаат на падините на Буковик, а кои биле од потреба за обработка на рудата. Според тоа Пехчево било нарекувано Печково, но со текот на времето, со доаѓањето на отоманците, градот го променил името во Пехчево. Еве неколку историски податоци. Представувањето на турците во Малешевијата кон крајот на 14 век, делот местното население во Пехчево се занимава со експлоатација на железна руда во Буковик, тоа е тој рудник Буковик. Според пишаните документи од 1580 година, овој рудник почнале да го експлоатира турските власти. Поради добрата местоположба во Пехчево се населиле нови жители, претежно муслимани, по потекло од ридско-планинските предели од Мала Азија. Со новите сужители, Пехчево во втората половина на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век добива ориентален лик. Поради ваквата физиономија на грачето, турците го нарекле Османли Касаба, турско градче, како и поради погодната географска положба и отвореноста кон сите муслимани. Веќе кон крајот на 19-тиот век градчето пораснало во голем административен центар на турската управа за поширокиот регион на целата Малешевска област. Токму во тоа време била формирана и Пехчевската каза со седиште во Пехчево. Во последните години од 19-тиот век во Пехчево имало 9 ана сместени во центарот на градчето, саат кула со специфично звоно кој се слушало надалеку, управна зграда на казата, аптека и други објекти. Климата во општината и градот е континентална со умерено топли лета и долги студени зими. Просечната годишна температура е 9 степени, а просечната релативна влажност изнесува 72% со врнежи од 544 милилитри годишно. Што се однесува до жителите, од 2002 година од пописот во Пехчево живееле 3067 македонци, Турци имало 31, Роми 123, Власи 2, Срби 6 мина и останати 6 мина, односно 8 мина. Така да вкупно во 2002 година имало 3124 жители. Од последниот попис од 2021 немаме се уште податоци дали ова бројка е задржана или е намалена. Како е да е, ако одете во источниот дел, почитувани гледачи на нашата држава, значи посетите го тој регион Пехчево, Делчево, Берово. Тие се на граничат меѓу себе, изобилува со борова шума, таму има излетнички места, посебно Беровскиот регион, за кој изборувавме во минатите емисии. Значи, може да отидете за викенд, еве сега пролете, лето доаѓа, така да посетите го и тој дел од нашата република, од нашата земја. Во рубриката рецепти или здрава храна, совети од полето на здравјето, денеска еве се одлучив да ви пренесам зошто треба да се храниме здраво. Едно истражување продолжува да поврзува сериозни болести со лошата исхрана. Например, здравата исхрана може драстично да ги намали вашите шанси за развој на срцеви заболувања и рак. Водечките светски убици кои денеска се во светот, како што се значи ракот и заболување, срцевите заболувања. Добрата исхрана може да ги подобри сите аспекти на животот,
od мозочна функција и до физичка активност. Всушност, храната влие на сите ваши клетки и органи. Ако вежбате или спортувате, без сомнение, здравата храна ќе ви помогне да бидете подобри во тоа. И сега овде во текстот имаме многу совети, јас само ќе се одлучам да ви пренесам дел од овие совети. Во последните години важноста на калориите се става настрана. Иако броењето на калории не е секогаш неопходно, вкупниот внес на калории се уште игра клучна улога во контролата на телесната тежина и здравјето. Ако внесувате повеќе калории отколку што согорувате, ќе ги складирате како ново мускулно ткиво или телесни масти. Ако консумирате помалку калории отколку што согорувате секој ден, ќе изгубите телесна тежина. Ако сакате да изгубите телесна тежина, мора да создадете некаква форма на недостиг на калории. Спротивно на тоа, ако се обидувате да добиете телесна тежина и да ја зголемите мускулната маса, тогаш треба да јадете повеќе отколку што согорува вашето тело. И сега овде се назначени разбирање на хранливите макроматерии. Трите хранливи макроматерии се јаглени хидрати, масти и протеини. Овие хранливи материи се потребни за релативно големи количини, обезбедуваат калории и имаат различна функција во вашето тело. Следуваат некои најчесто користени производи од секоја група на хранливи макроматерии. Јаглени хидрати, 4 калории на грам. Сите производи што содржат скроп, како леп, тестенини и компири, тука исто така е вклучено и овошето, мешункастите плодови, соковите, шекерот и некои млечни производи. Значи, од нив добиваме и јаглени хидрати. Протеини, 4 калории на грам. Главни извори се вклучуваат месо, риба, млечни производи, јајца, мешункасти производи, вегетаријански алтернативи, како туфу и така натаму. Таму се, значи, може се добијат протеини и масти. 9 калории на грам. Главните извори се јаткасти плодови, семки, масла, путер, сирење, мрсна риба и масно месо. Каква количина треба да консумираме од секоја група на хранливи материи зависи од нашиот начин на живот и вашите цели, како и вашиот личен вкус. И сега овде имаме совети, магнезиум ни е потребен, калиум, железо, калциум и витамините од А до витаминот К. Играат важна улога за секој орган и секоја клетка во нашето тело. Јадењето непотребна храна е многу важно. Значи, ако немаме потреба да јадеме, не мора да јадеме. Гледате Господ како го создал нашиот организам, да биде целокупно од сите витамини, јаглени хидрати, масти, се оно што е потребно се наоѓа во природата. Во почетокот човекот не јадел никакво месо, Адам и Ева ги имале сите овие состојки потребни за живот, јаделе орашасти плодови. Подосна кога влегле во грев, Бог им го проширува, јеловникот им дава и зеленчук да јадат. Тек после потопот, кога била уништена сета вегетација, Бог вели, еве ви давам и месо да јадете, но секој вид на месо не се јаде, почитувани гледачи. Оние животни кои преживат и кои имат раздвоени копите на нозете, Бог вели тоа да ви биде за храна. Но како се ближиме кон крајот, гледаме дека и таа чиста храна под наводници што Библијата ја одобрува, станува загадена. Еве што треба да јадеме, препорака: зеленчук, овоше, риба, јаткасти плодови и семки, секако избор на јајца, ако сте љубители, но да бидат тоа домашни јајца. Млечни производи многу да се бират, но може се заменат, значи, со сојно млеко и други врста на млека, кои се многу поздрави. Граф, мешункасти плодови, пијалоци, најдобри пијалоци се природните сокови или обична бистра вода. Билки и зачини, во природата има се. И затоа, еве, да избегнуваме шекери, си мисли на оние вештачки бели шекери, трансмасти, како што се чипсови, смоки, иако тоа понекогаш е сладко, но се
повеќе да ги избегнуваме таквите хранливи намирници, рафинирани и јаглени хидрати, значи производи што се богати со рафинирани и јаглени хидрати како бел леб, прејадување, дебелина се создави така натаму. Растителни масти, додека многу луѓе веруваат дека се здрави, растителните масти можат да го нарушат вашиот омега-6, омега-3 баланс, што може да доведе до проблеми. Ете, многу е важно, значи, што бираме, ние сме ковачи на своето здравје, што некој рекол, имаме слободна волја да бираме, но да го добереме она што Господ ни го препорачува во Библијата. Библијата е книга над книгите, почитувани. Таму имаме совети за здравјето. Читајте ги првите 3 глави од прва книга Мојсеева и ќе добиете сознание што и како треба да се храниме и во ова време, во последно време, кога изобилува многу храна во продавниците, но дали е квалитетна, тоа е веќе прашање. Еве, одиме сега со уште една песна и ќе се вратиме да ја проследиме последната рубрика во нашата утринска програма. Neka te vjera vodi u onaj bolji svijet, tamo gdje nema smrti, gdje vječno cvjeta cvijet. Во последните неколку емисии, почитувани гледачи, пренесувавме информации за епохалните откритија на професорот Тишендорф. Еве ќе продолжиме и денеска и во некои од наредните наши емисии. Неколку месеци откако го напуштил Париз, Тишендорф го објавил текстот на Новиот Завет од Ефремовиот кодекс. Овој научен потват ја утврдил неговата слава и авторитетот во подрачјето на истражувањата на библиските текстови. Сите библиотеки во цел свет му ја отвориле вратата, а тој ја искористил можноста и во текот на неколку идни месеци ги посетил библиотеките во Швајцарија, Венеција, Милано, Модена, Фиренца и Неапол. На крај стигнал и во Рим.
se pojavil vo Vatikan вооружен со писма и со препораки од кнезот Јоахан Саксонски и од парискиот надбискуп. Го примил лично папата Григор VI, 16, кој доста слушал за славата на овој млад ученик. Иако малку нерадо, сепак тој на Тишендор му дозволил да изврши некои споредби со Ватиканскиот кодекс. Меѓутоа, само по 6 часа работа на прочениот ракопис, дозволата му била отповикана. Не е познато поради што Ватикан постапил така и не му дозволил на Тишендорф да го објави и овој библиски текст, што го очекувале многу христијански теолози во сите делови на светот. Постои мислење дека кардиналот Мај, кој во тоа време бил библиотекар во Ватиканската библиотека, сакал сам да го објави, додека другите сметаат дека ватиканските власти се плашеле од можноста дека најраниот познат библиски текст можеби му претувречи на службениот превод Вулгата, што секако би создало доктринални проблеми. Без оглед на тие причини, Тишендорф бил присилен стрпливо да чека уште 20 години пред конечно да му биде дозволено да го проучи и евентуално да го објави Ватиканскиот кодекс. Како тоа се случило? Како му дозволиле? Кој го објавил? Тој Ватикански кодекс ке слушнеме веќе утре во наредната емисија, почитувани гледачи. Еве полека дојдовме до крајот на ова наше денешно издание на утринската програма Радио Глас на надежта. Адвентистичко радио кое емитува својата програма секој ден од понеделник до петок. Ми причинува задоволство што можем на крајот од емисијава да ве поздравам, почитувани гледачи, да ви посекам убав ден, а вие кои имате денес роден ден, биете радосни, биете среќни и благословени од Господа. Ви закажувам нова средба на исто место, во исто време, утре во 8 часот и 30 минути. А до тогаш, довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.